Добре дојдовте во уште една магична сцена. Со мене се две Матеи, едно е Матеја Кучето и Матеја Јанковска, глумицата. Здраво, добро ни дојде. Добро ве најдов. Без ја. Без ја Матеја. Матеја. Да. А ова е Матеја. А ова е Матеја. Да. Со ја. Без. И тој е без. Акцентот е битен. Аха, добро. А зошто е битен акцентов кај имињава? Акцентот е секаде битен, не само кај имињата, особено во изведбата. Тоа знам. Но по правило, нели, акцентот треба да е Матеја, ако си веќе. Матеја е машко, Матеја е женско. Кај сега ова? Си го измисли во моментов, искрено, да. Во македонскиот литературен јазик, акцентот ако е со два слога, значи паѓа на вториот, значи треба Матеја да е. Па сега рачунајте. А Матеја е так. Како сакаш, слобода, тоа е уметноста, слобода на израз. Тебе по дома те викат Матеја? Да, не, тапан. Тапан те викат? Да, затоа што како мала бев многу дебела и личев на тапан. Да. Како тоа беше многу дебела, си јадеше тортички, благички? Многу јадев. Баба ми ме лажеше дека се иде во различни цревца и дека можам после солено да јадам благо, дека нема да ми се фати, туку оди во различен дел од телото. И тоа го сватив јас до неодамна дека не е вистина уствари. Значи баба ти те направи тапанче, така? Да, да. Тоа ти сметаше за време на учењето и на факултет беше тапан? Не. Не. Кога оттапе? Оттапев во, мислам дека пето оделение, кога почнав да станувам свесна дека не постојат такви цревца. Дека поубаво ќе ти стои ако си малку така пошланг. А овај до кај е со цревцава? Еве го гледаш. Добар е. Матео наш. Матео. Кажи ми, сакаше да студираш драмски, како дојде студирањето? Тоа е една многу интересна приказна, затоа што јас бев како падната од Марс кога отидов да се запишам на ФДУ, зашто предходно учев средно медицинско. Да. И таму некаде трета, четврта година на медицина сватив дека ме гуши целиот тој простор и дека тоа воопшто не е за мене. И фатив еден дечко кој што се бавеше со уметност и на некој начин тоа тој ми ја всади љубовта кон уметноста. Кој беше тој дечко? Како? Кој беше дечко? Кој? А не смеам сега да кажам. Некој глуме? Среќно женет? Глумец е некој? Не. Нема везе и едноставно решив да се пробам, но таа година немаше катедра за актери и морав да чекам цела година. И среќа, затоа што да имаше ке ме бутне, затоа што буквално бев како падната од Марс, бев извадена од памет, немав појма што се очекува од мене. Исто така сите тие муабети за врски, за неправди, кои што сите знаеме дека кружат и да негде се и вистина. Но се спремав цела година напорно, сериозно, дома не искочив, буквално све што можеше да се прочита, да се види, изгледав, прочитав и верував стварно силно, си го слушав на трешниот глас, отидов, се појавив и ето, се деси. Колку се спремаше, што се спремаше и што изведе таму на испитот? Се спремав напорно, монологот ми беше од Нора, делот кога гостава Торвалд, што е несвојствено за девојче кој што има 18 години и сака да игра жена со две деца кој што решава да го напушти животот претходен и да се пронајде себе си, ама ете, некако така, тоа ми најмногу ми легна. И тоа беше првиот круг, а вториот круг ни дадоа они Пеликанот, беше делото кое што го работев. А сама спремаш или некој од актерите ти помагаше? Ми помогна Александар Микич. Голем поздрав за него. Браво, Микич. Стварно многу ми помогна и голем дел се спремав сама и со помош на татко ми. Поздрав и до татко ми. Поздрав, тато. Да. А татко ти каква врска има со култура и со уметност? Никаква, нема, само е голем љубител на театарот и на уметноста воопшто. Доаѓа, те гледа? Секогаш. И он ми е мојата најголема поддршка и он е мојот најголем критичар. Значи, јас буквално имам најмногу трема кога знам дека татко ми се наоѓа во публика, затоа што не ме мази и пази. Кога сум направила грешки, ми кажува, пробува да ме натера да мислам како да го сменам тоа. Се радува кога им каже дека се те запиша на факултет? Многу се радува и затоа што не верува уствари дека ќе ми успее, зашто ви викам, јас немав никакво претходно искуство на сцена. Прв пат застанав на сцена на приемниот испит на ФДУ
и бев извадена од памет стварно и верував јас дека ќе се случи чудо и дека стварно ќе излезе на виделина сето тоа што длабоко во себе го поседувам, а до сега сум немала можност да го дадам и да го покажам. И тоа беше вистинско чудо, стварно и многу се радува сите, освен баба ми која што сакаше да станам нели докторка. Па нормално. И уште верува дека ќе ја сменам професијата кат-тат. Хајде, гледаш да ја смени професијата или Не. Не, нема. Добро, и се запишуваш на факултет, одиш таму, гледаш колку тебе десетина таму, девојчиња машки, млади од цела Македонија, примени во класата на... Сузана Киранџиска и Кристина Лиловец. И како почна? Што како почнав? Студирањето. Како што почнува едно студирање, паника, хаос, не знаеш кај си, не знаеш што се дешава, не знаеш што се очекува од тебе. Хаос тотален, се бараш првите 2 години, се бараш, не знаеш што е правилно, што не е, дали да седиш у тие рамки, дали да излагаш, што е уметноста, што е смислата на животот, што е поентата на нашата професија. Мислам дека тие прашања никогаш не можеш да си ги одговориш. А кажи ми, одеше претходно на театар и за време на студирањето одеше прва и втора година на театар, гледаше представи? Нормално, секојдневно, сите можни нас. Претходно одеше, така? Предходно секако, да. Од секогаш сум го сакала театарот, но никогаш не сум размислувала да се најдам некако во него, односно со него. И ете така, случајно се случи, многу ми е мерак. Добро, и за време на тие 2 години почна некои ангажмани веќе да се редат, да ви се нудат? Да, бев дел од АШ, тоа е емисија за буквите, која што моментално се емитува на македонската телевизија, заедно со Бојан Кирковски, кој што е тука вработам во овој театар и тогаш прв пат се запознав со него, поздрав Боцо, и морам да му се заблагодарам дека навистина многу ми помогна да се опуштам и научив многу од него. И... Бојан ужива во Мавров, иначе. Така, моментално? И ја не кажува дека е таму. Да, и... Така, тоа. Колку епизоди снимавте од тоа? Колку што има букви. Во секој епизода учествуваш, така? Така, да. Ние бевме, да речам, главните ликови и имаше еден тон други различни рубрики, правевме интервјуа. Гледајте го, интересно е, децата го гледаат. Таму бевте сите актери од генерацијата или ве Не, бира? јас и Бојан бевме само. Да, останатите беа гости и така. Добро. Си продолжуваат 3-4 година. Така. И фаќаш дечковци. Еден дечко, да. И тој дечкото те бодреше, што ти вика, убаво е да видиш глумица или не е убаво? Ме подреше, ми беше најголема поддршка, да. Уште поголема од претходниот. И после му се скарат. Он ми се скара. Тој ти се скара, од што те пребодрем премногу и вика дај доволно беше бодрење. Да. Али ке се освести, ке ми се врати. И се врати, па нека и ти се врати, има и кај да се врати. Така. Точно. Добро, си завршуваш факултет? Така. При крај си усвари, те фаќа паника, сега ќе завршам, што ќе правам понатаму? Да, тоа е еден многу тежок период кога завршувам, односно кога дипломираме, затоа што многу тешко се доаѓа до проекти и мислам дека тука сите се соочуваме со една голема болка доколку немаме проект и повторно продолжува, се губиш, се бараш пак од почеток, се преиспитуваш дали си одбрал вистинската професија. Актерот мора да игра. Актерот ако не игра, тоне. Значи, тоа е суштината на нашето постоење и стварно ми е мене многу жал што тука кај нас многу ретко им се нуди можност и им се дава простор на младите актери. Се вртат во круг едните исти а мислам дека имаме еден тон талентирани актери на кои што по дипломирањето, во текот на дипломирањето, по вработувањето, небитно, не им се дава простор да се докажат, а нудат многу. Носат многу во себе. Мислиш дека не им се дава простор? Мислам дека не им се дава, барем не на повеќето. Зашто па моето искуство долгогодишно е дека на повеќето им се дава простор да глумат или како гости во драмски во МНАТ или во било кој од театрите.
И мислам дека тој што си го заслужил местото си го добива просторот. Некако бар такво јас имам чувство. Не секогаш, зависи. Факт е дека мораш да се бориш за своето место, факт е дека никој нема да застане на место тебе, но многу често се случува режисерите или продуцентите да си одат во една комфорт зона и да си ги бираат тие со кои веќе значи не сакаат, ја што викам, да пробијат покомплицирани пасворди од 3 букви, и едноставно си одат на она што си го знаат и не сакаат да се бават со луѓе, односно актери кои што не работеле предходно, па ќе треба тука нели да се запознаваме и така натака. Држи и тоа, да, држи и тоа. Значи да имаш поголема трпеливост и така натака. Да, и тоа е точно. Пример, режисер некој од странство доаѓа и предходно некој 5-6 души му глумеле и знае дека тие 5-6 души веќе го знае како треба, што треба да направи. Си ги одбира нив и можеби еден двајца понови кои што ќе му фатат токо или директорот на таа на тој театар ќе им ги посочат. Не зависи се од нас. Вас точно, но пак ќе кажам дека си се местат некако коцките и тој што треба, тој испливува. Тој што не треба, можеби... Се согласувам, да. Бар досега мислам дека тие што вределе испливале, тие што не вределе Порано може. или подоцна, да, значи зависи кој пат ќе го одбереш, значи можеш да го одбереш полесниот пат и да испливаш одма на површина, можеш и малце да си дадеш време. Како дојде запослувањето во театар за деца и младинци? Имаше аудиција, регуларно си дојдов, си се појавив на аудиција. Врски фаќаше пред тоа? Не сум фаќала врски, затоа што немам врски, да имав може и ќе ги фатев. Значи немам врски ни на ФДУ, немам врски ни тука, ете ме примија на ФДУ, влегов во овој театар. Кажи првиот испит со што го положи? На ФДУ зависи кој, по актерски играва еден најважниот. Мислам дека ми ставија 9-ка. И многу се љутев затоа што мислев дека заслужувам 10-ка. А сега сваќам дека сум заслужувала 7-ца. Па ти ставиле 9-ка. Да. Имаше еден многу интересен момент кога се запишував на ФДУ, зашто возам мотор и толку бе... Мотор вози, бе, слушаш ли? Вегетаријанка, секташка, што вози мотор. Дечкото и се скара. И дечкото и се скарал. Се утепав. Значи, јас супер возам, стварно добро возам мотор. И никогаш немам паднато, 11 години возам мотор и после приемниот испит на ФДУ се утепав, се испоискршив. И влегов. И викам, добро е, можда, ете. После аудицијата во детски театар, јас исто возбудена реков, не оди со мотор, значи ќе ти се тресат раце, ќе бидеш возбудена, нема да можеш да извозиш до дома. Јас се утепав и викам, леле, луѓе, ќе влезам. И сите, зошо? Затоа што си паднав? Да, затоа што паднав од мотор, ќе влезам. И да, ете, влегов. А ти сама си спадна, си се турна или... Скршив, не знам, не памтам. Значи, бев под стрес и се утепав. Исто многу интересно, што ми се деси од кога се запослив. Почнавме со процес Едвард Раце ножици на Нела. Сега како ќе ми текне колку луѓе бевме на масава, пред коронава, сите без маски, се пуна. А сега само Едвард Раце ножици остана тука. Да. И мислам имавме една недела пред да искочиме на премиера. Јас кршив нога. Јас кршив нога и ке се утепав. Значи, буквално, затоа што мислам дека година дена немав никаков проект. 2 години бев дипломирана, година дена мислам дека немав никаков нов проект. И тоа беше многу болно за мене. И едва чекав да застанам пак на сцена. Скршив нога. Јас лажев цел ден дека мене само ми е шината ногата. Дојдов на проба со толкава отечена нога, со патики некои стари дома што ги најдов, што можам да им ги извадам врвците за да ми ја собере ногата. И доаѓам и сите ми викаат, значи мораш да одиш да се прегледаш, тебе ногата ти е скршена, не се зафркавај, ќе направиш поголема белја. Не, нема шанси, ништо не ми е шината ногата, што најинтересно и на фризер отидов. Демек да се подготвам за премиера, имам за една недела јас. Ме убедуваат, значи оди, одам, ајде, нема веза, али таква, демек ништо не ми е. Кога ми кажа тој девојче гипс. Викам, како гипс? Јас имам премиера за една недела, не можам да бидам со гипс, ке го извадам за една недела. Не, девојче, нема да го извадиш гипсот за една недела и ке си земеш финалепо штаки и ке си одиш месец дена со штаки.
Сутепав од плачење. И саувам на Нела, ја убедувам да играм со штаки. Викам, знаеш шо, мислам дека ликот уствари и јас кога ќе ми оздрави ногата, да продолжам да го играм со штаки, затоа нормално тоа не се деси, затоа што едно е ти да глумиш дека одиш на штаки, а друго е стварно можеш да си ја повредиш ногата и моравме да бараме алтернација. И ама многу ми беше криво стварно. И после тоа влегувам во друг проект што е Силеџија со Хана. Супер, све викам, ајде, еве, тоа е тоа. Почнав, конечно, ајде. Корона. Баш е несреќа. Една недела пред премиера, корона, полициски час, не затвараат, јас пак немам премиера. Тоа беше 2019-2020 за мене. Баксус. Ти да не си Али баксус. добро е, сега сме окей, мислам дека добри сме, да, дадовме премиера на Силеџија, работиме моментално со Драган Довлев Подрум, нова представа, куклена представа, треба да научам да ракувам со кукли, со вакви. Да. Кукла, како ќе работиш со мене да знаеш. Да, едве чекам, тоа ми е стварно голем предизвик. Мислам дека и тука еднашка, на аудицијата кога бевме ме праша дали знам да работам со кукли, а јас само што бев вратена од кастинг кај што не влегов затоа што не знам да работам со кукли. И само 4 секунди чекам и викам што да кажам, чекай што да одговорам, да излажам, да кажам вистина. Не знам, јас бев на кастинг, не влегов, ама еве за да влезам на следниот кастинг. Ќе научам, да. Едве чекам, стварно. Ама Матеја ќе научи со кукли да игра? Па што све не научила, та со кукли. Така е, точно. А кажи Матеја, па како влезе ти на телевизија, во Петко, во 5 си? Исто регуларно си отидов на кастинг. Се регуларно. Значи си отидов на кастинг, си го добив ликот и ете ме сега 2 сезони, сега трета, мислам дека ќе ми биде оваа следната. Тоа ти е многу убава работа, нели? Да, многу ми е мирак што сум дел од најпознатата фамилија за децата. И стварно мислам дека се трудиме од сезона во сезона да сме се подобри, да имаме едукативен дел и забавен дел. И така. Сигурна сум. Конкуренција му е. Кажи ми сега, што правеше во минатата година од кога почна коронава и кога престана да се нервираш што ќе немаш премиера? Што друго правиш? Од дома. Мислам дека многу добро ми дојде на некој начин тоа што се случи со коронава и мислам дека на сите ни дојде како една шлаканица малце да се освестиме што правиме и како се однесуваме со природата, со нас себе си, со луѓето и така натака. Работев многу на себе. Ја барав смислата на животот. Колку години имаш? 27. 27. Лала, колку била стара. Стара сум. Да, буквално работев на себе, почнав многу да вежбам, почнав да одам по планини, почнав да возам точак, гледав филмови, читав книги и тоа ми остана до ден денес како некоја пракса. Која книга последна ја прочита? Сидарта. Сидарта се враќала одамна. Да, затоа викам смислата на животот, која е нашето постоење. Да. И мислам дека тоа се добри и квалитетни навики кои што се надавам дека повеќето од нас си ги вратија во коронава, затоа што малце имавме повеќе време за себе си. Претходно морам да признам дека ете така самото живење, искачање нон-стоп. Збеснати бев, да? Збеснати бевме, да. И ова супер ми дојде, баш како една шлаканица да видам кои се оние вистински вредности и како да си го поминувам, што би рекла баба ми, рационално слободното време. Која книга ја прочита од новите автори, не од старите? Од кои нови автори? Од нови сега популарни автори што се. Нова книга некој излезена од 2020, 2019. Па не сум прочитала нова книга од 2020. Добро, а кој филм си огледала некој нов од 2020, 2019? I'm thinking of ending things. Што беше во тој филм, интересно? Не, па изгледај го. Да. Да. Убав е. Добар е, многу сценариото е топ. Имаш некои омилени глумици, нешто што радо би гледал кога ќе видиш таму игра некој си
Не, немам идол, немам омилен автор, немам омилен филм. Едноставно како што се чувствувам во моментот, тоа пробувам да најдам да го изгледам или нешто сосем случајно што ќе почнам да го гледам, ако ме инспирира, онда тоа е супер и можам да го препорачам и можам да научам многу. Во принцип се восхитувам на секоја добро одиграна и сработена улога. Да, така. А немам нешто конкретно дека. Знам период да се обседнам со еднаш бев обседната со Тим Бартон, па гледав и читав се за Тим Бартон. После ќе бидам обседната со некој друг режисер или со некој друг актер, па сакам да изгледам од почеток како почнал, па како се развил, па сваќам, аха. У принцип така правам, немам нешто конкретно. Си се замислуваш за 10 години што ќе биде со тебе? Тешко прашање. Тешко прашање, да. Абе си замислувам, ама не сакам уште да откривам, зашто може да не се деси, па. Мажена си со деца? Не сум мажена со деца. За 10 години? Не. Штет. Пошто сум на некоја планина таму со кози, садам, патлиџа. Хајди нешто. Нешто такво, да. Хајди ќе биди, а ти ќе видиш кучето на Хајди. Сега некој филм ќе снимиме после емисијава. Па ајде се надавам. Сега гледате режисери, видите каква Ајде. паметна, убава, знае да глуми супер, глуми и комедии и Така, трагедии, се. Отворете ги кастинзите, значи Така. има еден тон актери добри кои што вредат, значи да се видат и да се истакнат себе си. Баш така. Па, така како што нема врска, вие ќе видите прва врска. Ете. Да си најдете вочето некоја врска. Фала ти многу, Матеја, што не беше Матеја или Матеја, како сакаш. Матео, Матеја. Фала ти многу, Матеја, што не беше дел од Магична сцена. Ова прво интервју за Магична сцена, мислам дека ќе го памтиш, убаво си поминавме. Супер, фала. Се надам дека ќе се снимаме што е можно почесто, затоа што ти имаш многу ангажмани, многу филмски улоги. Така е. Можеби во Холивуд некоја ще појдеме заедно на Оскар доделување. Полека, да. Полека, но сигурно, едно по едно. Ако не на планина, козите не ни бегаат. Ако не на Војдан Чернодрински, на Ристо Шишков, Апсолутно, сигурно не, тука ќе ако се не, гледаме. така се Таму почнува. сигурно, така се почнува. Со Матео ти посакуваме многу успех да имаш, еве и тој вака е на твоја страна, те поддржуваме. И благодарам. И се надам дека се ќе биде онека како што треба, без многу падови од моторот, туку Мора да ги има. Мора да ги има падови за да станеш. има падови за да станеш последен, така? Мора да ги има. Па фала ти многу уште еднаш. Можеш да им кажеш на тие режисерите уште еднаш да отворат очи убаво. Да отворите очи убаво. Добре дојде во Магична сцена и за Ева Скандеровска. Здраво, Ева, како си? Одлично, фала на покана. Убава како и секогаш, облечена топ, Фала ти многу. само што не глумиш сега, тоа не. Па да, малце сме на пауза. Заборавив која ми е примарната професија, ама сега такви се времињата. Се правеа некои обиди да се вратите малце на сцена, ама некако неуспешно. Имаше две представи со Атана Ситино, чао пријатно и на отворено, со помала екипа, ама ве нема вас женските. Па да, требаше да се направи логистика за да се вратиме полека со проби, да се збогати репертоарот, односно да дојдеме во некоја си нова нормала. Меѓутоа, мислам дека тоа све замре моментално затоа што повторно ситуацијата ескалираше и бројките се многу големи и заради неизвестноста мислам дека се дигна рачна за таа процедура. Во Скопје најмногу работи театарот за деца и младинци. Тие имаат и така многу представи кои што и онака се со 4-5 луѓе и лесно го се прилагодија, да речам. Кајва се малце потешко, зашто големи представи со многу глумци не можат сето тоа да се искоординира да биде добро направено на сцената. Нешто овие во МНТ направија тие што беа на мала сцена, сега ги ставија на голема сцена, но тоа се пак да кажам не е она правиот театар, тоа се обиди нешто да личи на театар, но не е она тоа што треба да биде. Па да, искрено мислам дека ако може, мислам дека секој театар може да најде модус и начин како да се вратиме на сцената, нели со посебни мерки и предпазливост. Меѓутоа, исто така, знаете, тоа захтева, мислам дека и многу пари. Ако треба да се тестираат членовите од екипата нон-стоп, тоа
И едноставно мислам дека нема некој начин како ние 100% да се заштитиме. Сепак постои ризикот. Ризикот секогаш ќе постои. Меѓутоа дека може со одредени мерки на претпазливост да се вратиме на сцена, јас сметам дека може. Без разлика на големината на ансамблот кој што учествува во представата и во големината на представата. Мислам дека тоа е изводливо. Има многу поделени мислења и различни ставови по ова прашање. Најверојатно, можеби вака размислувам затоа што сум млада и немам, како се вика, толкав страв, меѓутоа сепак се плашам нели за моите најблиски. Сепак мислам дека за се може да се најде решение. Нормално. Кажи ми, Ева, што се случуваше изминатава година? Почна да пееш, да свириш, да нешто да си правиш по дома? Да, одгледував цвеќиња. Не, цело време ме држаше надежда. Оне што не знае зашто го поставив тоа прашање, зашто Ева е ќерка на Валентино Скандеровски, кој што ни е, да речам, еден од најдобрите аранжери и оној кој што има студио за снимање на песни, каде што голем број хитови излекле од наши, но и од надвор од Македонија пеачи, па затоа ја прашам дали случајно почна да се занимава и со музика. Искрено не, мислам добро. Јас секогаш сум живала во слушање на музика и со нели потпевнување по дома, ама ништо сериозно не. Тоа им го оставам на професионалците како татко ми. Цело време се надевав, значи се држав за сламка дека има шанси да се вратиме. Пошто цело време имаше различни разговори и стратегии како да се вратиме. Требаше да отвориме летна сцена надвор пред просторот на бифето и така да тоа ме држеше во живот. Едноставно очекував дека нешто ќе се случи. Во септември и октомври започнавме со проби со Синиша Евтимов за клетвата на Скотија. И за жал, значи за сламка не излеговме со затворена премиера и тогаш стана ситуацијата многу критична. И свативме дека треба да се стопира додека нема повторно услови, ама вака како што изгледа, тешко дека ќе има наскоро услови освен надвор. Значи да се постави нека сцена на отворено. И ете, потоа имавме, како се вика, проби на Zoom платформата со Марко Јурага, еден наш колега режисер од Загреб, кој што почна многу интересен проект повторно тој. Меѓутоа и тоа се стопираше, затоа што не може да дојде, не може и сепак се работи повторно за голема екипа од 18 актери. И немавме како логистички да го изведеме и така што сега сме на стендбај. Само проби си правевте вие. Да, само проби. Пробата љубов моја. На вежбани сме, за проби сме супер. За на сцена ќе видиме. И така. Добро, што правеше? Гледаше серии, гледаше филмови, читаше книги? Се утапав од правење на се тоа. Значи гледав и серии, гледав и филмови, читав и книги. На крајот мислам дека во еден момент сватив дека не можам ништо да правам, па едно време гледав од зид. Па ми помина тој период, па пак се вратив на истото, пошто ми дојде премногу од се. Кажи како е да се гледа од зид, не ми успело никогаш. Па не, го пушташ телевизорот, не гледаш низ него и си седиш малку, пиеш кафе и да. И така, и проаѓа време. Точката е зидот фактички, да. И така. Нешто ти беше интересно, откри нешто ново во таа година? Летов со параглайдер, тоа ми беше многу убаво и сватив дека скроз се пронаоѓам себе си во такви адреналински спортови. Ќе видиме сега тоа каде ќе ме однесат. Дома те знаат? Ме знаат, да. Мислам, им кажа откако го направив тоа за да не криваат многу паника и више беше готово, така да. Сватив дека дека имам некоја таква жичка, дека тоа ме возбудува и дека ми создава задоволство и сега не знам каде ќе ме однесе. А друго нешто професионално за себе не сум сватила конкретно, освен што уздуж и попреку ги изанализирав сите мои бивши представи и улоги, затоа што дел од нив идеа и на телевизија, па имав прилика да сватам каде сум сгрешила и како сум требала нели да ги направам моите улоги. Така да тоа беше тоа. Синхронизација некој? Да, синхронизирам за телевизијата Сител. Ангели се вика турската серија. И тоа е, мислам, едно посебно и забавно искуство кое што ме прати со текот на годините.
Тоа веќе една година сигурно го правиш, така? Па не полна година, да. И јас порано синхронизирав, не знам, отприлike 8 години, па направив една пауза, па еве сега повторно се вратив и така. Тешко или лесно е тоа синхронизирањето во однос на спремање на представа, во однос на улогите таму што ги глумите? Различен занает, значи занает во прашање и воопшто не е работа која што треба да се подценува. Само што бара посветеност, како се вика, прецизност. Станува збор за занает. Кој си го знае занаетот, многу добро ќе се сработи работата, кој не, малку потешко. Меѓутоа во никој случај не треба да се подценува, не е едноставна и лесна работа. Ми било многу смешно кога во Полска, например, синхронизира маж, чита, сари, не синхронизира, него текстот си го чита, дали е за машки, женски лик, тој си го чита онака како да се чита најнормално. Викам, добро, луѓето дали го слушаат, дали може него воопшто тоа да го слуша. Кај нас веќе се гледа дека е друго и не сте вие од улица некој најде да прочита, него сте глумци кои што секој повторно сака максимум да даде за ликот да личи на нешто на тоа што овој оригиналот го правил. Сега, во многу земји имаат специјализирани актери само за тоа, значи само за надсинхронизација. Кај нас е друга ситуацијата, ние немаме ни толку, како се вика, различни образовни катедри, така што нашите актери исто и надсинхронизираат. Во Полска е многу интересен феноменот, затоа што луѓето биле најмногу навикнати на тој глас и без разлика дали се работи за машки или за женски лик, они уживале кога го слушале. Мислам дека беше приказната за таму дека кога починал многу им недостигал, не можеле да гледаат филм едноставно затоа што биле навикнати на неговиот глас. Така да тоа е многу интересен синдром. Кога ќе се вратиш на улогите одиграни, има некој кој што би ги преиграла скроз другачи од она што си го играла тогаш? Многу од нив, многу, да. Тоа сватив, значи што се подамнешни, тоа повеќе би ги променила, што се да. 10 ти ги смениш. Обавезно, да, што се поскоро направени, имам милион забелешки сама кај себе, мислам си ги наоѓам маните, меѓутоа не мислам дека е толку страшна утката. Ама за старите улоги тоа се прашував како сум можела воопшто да играм така. Ама добро, тоа е, мислам дека секој од нас актерите го има како, нели, како момент дека се преиспитува и секогаш нешто би додал и различно би направил во својата улога. Кога го гледа од една временска дистанца. Улогите за кои што си зела награда? Па добро, и таму исто би сменила многу. Нема врска, што има врска таа наградата? Што има врска таа наградата? Јас си кажувам дали е добро или не. Така, да. Јас сум најстрог критичар уствари сама со себе. Кажи ми, мајка ти и татко ти беа критични на почеток кога почна, ти кажува ова не чини улога, вака, не? Мајка ми беше многу поексплицитна, татко ми е многу по, како да кажем, штур со зборови. Меѓутоа, да, не добивав тапшање по рамо, нели. Тоа дури мајка ми многу сериозно си го свати, па после известно време секогаш имаше нешто да каже, пошто веќе и се разви, нели, критичкото око заедно со мене. И во еден момент реков, добро, значи не мора на секоја улога, во реда. Да, и така, да. Ама, да, имаат, како се подразбира, јас и не сакам да ме фалат. Сакам да ми кажат и реално дали било како што треба, дали било во ред или дали би можела нешто повеќе, нели, да додадам, да направам. Приватно се дружите многу актерите од театар комедија. Знам со Жарко дека се дружиш многу, плюс и Жарко е во тимот на татко ти за правење на песни, тој стана и пееч, не само глумец. Ќе очекуваме во некој спот да те има на Жарко или на некој од колегите или придружен вокал или нешто на некој фестивал да те видиме како, знаеш, има луѓе кои што парадираат по фестивалите, не мора да пеат. Па искрено не би можела да кажам дека тоа ми е некоја голема желба, мене лично. Меѓутоа не знам сега, ако Жара Ептен ме замоли од другарска база, ќе морам да му излезам во пресрет. Инаку не е дека некоја огромна желба имам да видам дел од на пеачката сцена или во спот. Ги гледаш пеачите нонстоп, ти се по дома?
Па сега за време на пандемија никој не е по дома, освен домашните, да, не. Ама да, сум ги гледала додека сум растала и затоа мислам бев оперирана од моментот на нели на звезди, знаев дека станува збор за најобични нормални луѓе и тука бев во една голема предност затоа што сите ги гледав како луѓе. Одеше по фестивалите кога татко ти беше организатор на Макфест? Одев, ме носеа и они мајка ми, ме оставаа во соба кога беа журките, ама се трудеа нели таму за главните вечери, бев ги ја следев целата програма. Многу твоиве колеги се застанаа на луди од камен, со мажија, кои со деца, ваму таму. Јас изгледа сум многу тешка. Да, тешка. Тино, ти не седаваш. Комплицирана сум, да. Така да ќе видиме здравје. Тино ми вика, нека проба другиве да видиме како ќе биде, па после на чист терен да оди. Многу е смешан, да. Нема шанси. Ти благодарам, ева многу што ни беше дел од магична сцена. Стално ми е убаво кога си ми дел од магична сцена, стално си ведра, весела, расположена, улогите ти се супер. Не знам, нормално дека како што си поводрасен, толку подобро би ги одиграла тие улоги на почетокот, но и тогаш одиграни биле добри. Ти благодарам многу и мене ми е задоволство секогаш кога ќе ме викнеш и навистина уживам. Така да се гледаме што е можно побрзо во театар, а не вака вон театарски простори. Да. Ние се снимаме блиску до театарот, ама не во театарот. Да, ама праќаме една позитивна енергија за да нели се вратиме што побрзо. Ајде театре побрзо, да гледаме полн таму со полни сали со убави представи. Дај Боже, да. Фала ти од мене. Фала ти тебе.